На листата добитници за најпрестижното општинско признание ноемвриска награда во изминатите години се најдоа уметници, професори, директори на јавни предпријатија, лекари и актери, ресторани, образовни, здравствени институции, културно-уметнички друштва, јавни предпријатија од градот. 1994 година меѓу добитниците беше примариус доктор Јордан Пачков, специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Познатата актерка која се прослави по улогата на Ленче Кумановче, Љубица Буба Гојковиќ, признанието го доби во 2005 година. 5 години подоцна, во 2010 со ова признание се здоби актерката Кети Дончевска, Илиќ и професорот Хисе Рахми како поединци, а како колектив кој дал особена афирмација на Куманово беа наградени јавното предпријатие Чистота и зеленило, средното стручно општинско училиште Наце Буѓони и јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Куманово. Во 2011 ноемвриска награда добија 4 поединци: Фадел Шабани, директор на јавното предпријатие Пазаришта во областа на менаџирањето, Мимоза Андоновска во областа на здравството, директорот на гимназијата Гоце Делчев Љубиша Николиќ за постигнати резултати во воспитно-образовна дејност и за достигнувања во областа на спортот, директорот на Перонаков Момчил Антевски, додека наградата за правни лица ја доби фотокиноклуб Козјак 50. Следната година, 2012, беа доделени вкупно 6 награди, од кои 3 поединечни и 3 за правни лица. Наградени беа фирмите Доминос, кебапчилница Корнер и етно ресторан Бабацана, Култи, едно село и невладината организација ЦИТ. Во поединечна конкуренција беа наградени Мухамед Зекири, наставник по информатика од училиштето Сами Фрашери, Џулијана Илиевска, учителка во основното училиште Вук Караџиќ и академскиот сликар Момчило Аврамовски. Во 2013 година до Комисијата за доделување на награди и признанија пристигнале 7 понуди, и тоа во областа на културата предложени биле Славица Крстиќ, историчар на уметност, Мирилин Стојановска, балетско студио МАК и Севдаил Демири. Од областа на градежништвото биле предложени Карабин Доел Куманово, како и професорите Елизабета Секирарска и Југослав Спасиќ од основното училиште Магдалена Антова за достигнување во воспитно-образовна дејност. Во 2014 година на јубилеот 70 години Слободно Куманово, исто како и претходната година, Комисијата додели ноемвриска награда на 7 добитници, а на листата се најдоа Славица Крстиќ, Музеј Куманово, доктор Нури Али, Ѓорѓи Спасовски од Кумановскиот катастар. Во категоријата правни лица наградени беа Поликлиниката Доктор Ѓоше, Мотоклуб Мечки, основното училиште Кочо Рацин, како и Македонски шуми подружница Куманово. Минатата година 4 поединци и 2 правни субјекти беа избрани за најдобри репрезенти на градот преку својата професија. Светлана Антиќ Јовческа, новинар, писател и публицист, Мирослав Петровиќ, поранешен боксерски тренер, Томислав Нешковски, ликовен уметник, и Мирилин Стојановска, кореограф и председател на танцовото студио МАК, Тане Ѓоргиевски, библиотека и културно-уметничкото друштво Бајрам Шабани. И годинава престижната ноемвриска награда на сите добитници кои со својата вложена работа и труд придонеле за афирмирање и представување на Куманово во внатрешноста и надвор, ќе им биде доделена награда, како и секоја година на свечена седница. Токму така како што слушнавте, значи во пресред сме на еден значаен ден за градот Куманово, односно 11 ноември, денот на ослободувањето на Куманово. Она што имавте можност да го видите пред малку, тоа беа досегашните добитници на ноемвриската награда. А по тој повод кај мене во студиото е новинар и уредник на нашето добро познато Радио Бум, господја Сузан Доновиќ. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата и што еве повторно сум повтор
пат во вашата утринска програма. Навистина ми е голема чест. Така, ви благодариме и ние. Во категоријата на правните лица, за прв пат од вашето постоење како медиум во градот Куманово, вие сте добитник на една ваква награда. Дали тоа говори за успешноста на функционирањето на Радио Бум? Ке бидеме, значи, искрени, ке кажеме дека навистина ни е огромна чест и навистина ни е многу драго и се радуваме. Ова е едно големо признание за нашата досегашна работа во Радио Бум и на Радио Бум, но пак ќе кажам дека и една голема одговорност уште повеќе да работиме, да бидеме уште повредни и да правиме уште многу програма за нашите слушатели. Так, верувам дека оваа награда ви е посебно драга, затоа што е доделена токму по овој повод што веќе го споменавме. Што мислите вие за тоа? Какво беше чувството? Дали се надевавте дека ќе бидете наградени? Имав информација дека има поднесено, значи предлог, конкурирано е за ноемвриска награда токму за Радио Бум, но ете, пак ќе кажам, нели, потајно многу сакавме да ја добиеме ноемвриската награда, но кажавме дека доколку, нели, оцени комисијата дека треба на Радио Бум да му се даде награда, ќе ја добиеме наградата и ете, им благодарам многу, им благодарам на сите и на сите што не предложија и на комисијата што оцени што го оцени предлогот за успешен и што Радио Бум ја доби ноемвриската награда. Так. Навистина сме среќни. Беше ли тешко да се стартува самото радио во еден период, јас така грубо ќе кажам, кога владееше еден медиумски мрак во Куманово? Нели, ќе кажеме дека навистина беше тешко, но кога ја сакате работата, кога знаете што сакате, кога имате цел пред себе, значи ништо не е тешко. Само треба многу љубов и многу труд и пак ќе кажам, немојте никогаш да се штедите и до моите помлади колеги ќе кажам, значи секогаш работете го тоа што најдобро го знаете да го работите, а секој труд еден ден и ќе се награди. Так, сега вака нешто малку приватно за вас. Од каде љубовта кон ваквата работа? Јас сум, долги години во медиумите. Од 2002 година, значи од далечната 2002 година, стартував во нашата локална радио телевизија Куманово, што за жал веќе ја немаме. И од таму продолжив исто во локалната телевизија Крт. Од телевизија Крт почна во Канал 77 во радио и мислам дека отаму се јави таа љубов кон радиото, бидејќи телевизија како медиум, нели, се има и својата убавина и својата одговорност, но ете, радиото секогаш ги има оние предности. Значи 24 часа до телевизијата, нели, треба да седнеме, да најдеме време, да го вклучиме телевизорот, треба, а радиото го слушаме и кога се возиме, и кога пазаруваме, и дома кога ги работиме. Секако. Да, се извинувам. Нашите домашни обврски некако така, нели, радиото ни е подостапно секаде и ете, тоа е, знам дека, нели, секогаш треба да бидеме први во информирањето, се трудиме со тоа, се трудиме да бидеме, нели, секогаш први да ги информираме нашите слушатели, бидејќи зад нас ние имаме многу голем број на слушатели. Ние сме многу среќни за тоа и ете, се надевам дека ги оправдуваме очекувањата на нашите слушатели. Така, дали радиофоничниот глас може би е пресуден за работа во радио? Да, има. Има и удел во гласот, нели, секогаш јас ја водам и утринската програма на Бум радио. Треба, нели, да имате убав глас за да ве прифатат, да ве прифати аудиториумот, бидејќи, нели, имаше, ќе кажам, и јас имам слушнато со тежок глас, што едноставно не им годи, нели, на нашите уши.
Гласот многу зависи од расположението, нели? Како сме расположени, колку тој ден сме среќни, како звучиме, како ќе им се обратиме на нашите слушатели или вие на вашите гледачи, нели? Но мислам дека еве јас ќе кажам, кога ќе влезам во студиото на Радио Бум, кога ќе ја вклучам миксетата, кога ќе седнам зад микрофонот, сето она што било се заборава и се стартува со програмата. Така, зошто радио како медиум? Што беше пресудно за една ваква одлука? Па прво, ви кажав, нели, дека големата љубов према радиото, достапноста, слушателите, брзината на информирањето, а и од, ќе кажеме, и од економски причини, бидејќи, нели, радиото е многу помала, за 50% можеби е помала инвестиција од телевизија. Во радио можеме, нели, да работиме и со помалку вработен кадар, додека телевизијата, нели, е позахтевна. Така. Ни треба, нели, повеќе и тука имам стручен повеќе сектори, кадар. да, секако. Она што има можност нашите гледачи да го видат на почетокот на оваа емисија беа добитниците на досегашната ноемвриска награда. Во продолжение предложувам да проследиме еден прилог за тоа кои се познатите добитници на ноемвриската награда за оваа година. Радио Бум и Сдруженијето на граѓани кумановски акцијаши се правните лица кои што официјално ќе бидат прогласени за добитници на ноемвриската награда на свечена седница што ќе се одржи на 11 ноември. Меѓу наградените се и 6 поединци: Мирослав Крстевски, председател на културно-уметничкото друштво Панче Пешев, Рамо Рушидовски од областа на културата, Неџа Такифи, новинар, Филип Колевски, тренер во атлетика, Верица Петровска, поетеса и Вајца Ити, директор на Кумановската подружница на јавното предпријатие Македонски шуми. Наградите ќе бидат доделени на свечена седница на Советот на општина Куманово, која ќе се одржи на 11 ноември. Комисијата за доделување награди, признанија, одбележување празници и манифестации при Советот на општина Куманово имаше задача да ги избере добитниците на највисокото општинско признание од вкупно 17 поднесени предлози за поединци и правни лица. Инаку еден од условите да се добие ноемвриска награда е кандидатите да бидат познати на пошироката јавност, а и дејноста која што ја извршуваат да биде повеќе годишна. Што е потребно за да некој се кандидира за оваа награда? Значи, потребно е пред се да биде полнолетно лице, да е жител на општина Куманово. Ако се работи за правно лице, значи да работи на подрачје на општина Куманово. Сите тие да имаат особени достигнувања во дејноста која што ја вршат, со кои што, значи во тек на повеќегодишна активност и дејност, го промовираат на некој начин град Куманово, истекнале награди, признанија и слично, со кое што едноставно имаат можност да аплицираат, а и го представуваат град Куманово не само, значи, во Македонија, туку и пошироко, со тоа што ја промовираат, значи, Република Македонија. Правилникот не пропишува и нема ограничувања колку награди треба да бидат доделени. Најмногу досега биле доделени 17 ноемвриски награди за една година, а најмалку една. Имаше и година кога ова општинско признание воопшто не беше доделено и тогаш беше одлучено средствата да се пренаменат за ранливи категории граѓани. Дали оваа награда е ваш првенец од како работите? Да. Ова ќе кажам дека е признание на слушаноста, бидејќи, нели, како поминуваше времето, како поминува и годините, сепак ние сме и релативно нови во медиумскиот простор. Ова е трета година како функционираме и како работиме и некако слушаноста од мерењата од Агенцијата за медиуми одеше во нагорна линија. Да. И ноемвриската награда резултираше со таа слушаност и навистина ни е драго за тоа. Се уште ќе кажам дека не можам да поверувам, навистина ми е многу драго и еве, пак ќе кажам,
многу сме среќни. Многу сме среќни. Кога сме веќе кај слушаноста, имате информации како се котира вашето радио, а и што велат слушателите? Дали се случува некогаш да ве запрат на улица, бидејќи знаат дека вие сте уредник, новинар, таму, да кажеме, мултикулти, 3 во 1, што велат слушателите? Па, има, нели, ние ги земаме сите, и позитивни и негативни критики ги земаме за добро. И секогаш во програмата, значи, ние апелираме, бараме од слушателите, бидејќи, нели, тие ни се показател што сакаат да слушаат на радиото, кого сакаат да го слушаат. Сепак ги отворивме вратите за сите. Јас пак ќе кажам дека Радио Бум е сервис за граѓаните. Ние постоиме за граѓаните. И навистина се трудиме да го оправдаме тој збор, значи сервис за граѓаните. Секој кој што има проблеми, кој што нели не е во можност да стигне до институција, ние можеме тоа како новинари да го истражиме тој проблем, да видиме што се случува, како се случува, нели, и во тој поглед да им помогнеме на нашите слушатели. Значи, ке кажеме сите проблеми што ги имаат, програмата каква што сакаат да ја слушаат, кого се сакаат да чујат. Каде се обраќаат за сето тоа? Дали имате некоја страница на социјалните мрежи или пак? Да, активни сме. Имаме своја веб страница на Радио Бум, отаму можат и онлайн да не слушаат, а не слушаат низ целиот свет. Имаме и фејсбук страна на Радио Бум, имаме и телефони оставени и секогаш, значи ќе кажеме пак, и секоја позитивна и негативна критика нам ни е драга и ја прифаќаме со огромно задоволство. Јас ќе кажам дека нели кој работи тој и греши, грешки се прават. Еве и кога ќе водиме на пример утринската програма, некогаш не сме доволно одморени, наспиени, немаме концентрација, ќе почнеме да зборуваме, ќе се јави некој или ќе дојде некој ќе не побара или ќе го чекаме гостинот да дојде, па мораме да се концентрираме на тоа што прашања да поставиме, како да се однесуваме со гостинот, значи сето тоа ја одвлекува концентрацијата на друга страна и некогаш ете се случуваат грешки, погрешиме, но тоа знаеме ние, нели, да го професионално да го исправиме и да го направиме ете на еве јас ќе кажам во една позитивна насока секогаш, нели, кога ќе погрешиме да се насмееме и на своја сметка најчесто тоа го правиме. Така. А вашето долгогодишно искуство може слободно да говори за тоа што му недостасува на новинарството во Македонија, бидејќи се почесто сме некако мета на критики, на навреди, на клевети. Да, за жал. За жал, значи секоја година е се потешко и потешко. Едноставно економската ситуација во државата го прави и тоа резултира, нели, врз новинарите. Но ете, ќе се трудиме во иднина, јас пак ќе кажам, нели, ние треба да си ја заштитиме фелата, треба сите да бидеме заедно и пак ќе кажам, нели, ние не бираме што ќе информираме. Сакаме да информираме, значи, за најубавите настани, за нешто убаво, но ете, се случуваат и такви лоши работи. Секој кој што ќе слушне, не му е драго, зошто јас или од каде ти информации за мене или било што, нели, вербално не навредуваат. Имаме секакви ситуации, многу ретко ќе не пофалат, пак и тоа ќе кажам, нели, она убавото многу брзо се заборава. Е така и во приватниот живот, за жал, но ете, ние сме тука да бидеме објективни, да бидеме професионални. Така. Луѓето со самата своја мака, бидејќи како што наведовте, живееме во едно такво тешко време, да кажеме, тие не се свесни дека медиумите, новинарите единствено си ја вршат својата работа на терен. За нив тоа е работата, а не некако влегување во нивниот приватен живот. Добро, апелираме. Сега апелираме на тоа да се промени, тоа да го сватат повеќе. Што нуди Радио Бум на слушателите? Каква програма емитувате? За утринската веќе споменавте. Да, имаме, значи, утринска програма, утринска и предпладневна програма. Од 8 до 10 часот ни е утринска програма, имаме спонзори, значи, на нашата програма. Од 10 до 12 е веќе
предпладневната програма. Од 12 до 3 часот имаме пладневна програма со хитовска музика, сето она што сакат нашите слушатели да го слушнат. Ги пишуваат и нивните музички желби, си ги бараат најсаканите музички номери да си ги слушнат. Веќе во 3 часот ни се и централните вести, сето она што се случува во нашето ни убаво Куманово, ке кажеме, дека сите прилози, сите актуелности, значи се што е во наша можност, ние го покриваме, а тука се и колегите, значи морам да ги поздравам сите колеги и да им се заблагодарам за несебичната помош, значи сите се тука. Ке ја поздравам и минатогодишната добитничка на ноемвриска награда Светлана Антич Јовчевска, значи бидејќи таа ми е навистина еден голем репер, еден голем човек од кој што треба да се учи. Таа е тука секогаш да ми каже во кој правец треба да се движиме, што треба да направиме, како треба да направиме, и навистина јас сум благодарна што имам од кого да научам, а ќе им кажам и на помладите колеги да го следат примерот на нас повозрасните и секако да бидат успешни во работата. Па добро, јас пак ќе кажам не сум 100% исполнета од работата, но се надевам дека и еден ден ќе кажам да тоа е мојот највисок успех. Секогаш имаме цел, секогаш се стремиме кон тоа и нашата цел за воиднина ќе биде, дај Боже, и Радио Бум да биде и национално радио. Така, кога сме веќе кај тоа, баш сакав да ве прашам кои се вашите идни проекти, идеи, нешто што сакате да го остварите во иднина? Па идеи имаме многу, ама во рамките, значи, на можностите. Јас пак ќе кажам она народната, колку ти е чергата, толку испружи си ги нозете. Значи, сакаме да правиме контактни утрински емисии. Сепак, кога луѓето ќе ти пишат на мейл или ќе се јават преку Facebook, тука е идентитетот. Вака имаме, значи, идеја и се надевам дека наскоро тоа ќе го реализираме, бидејќи се уште немаме технички можности за тоа. Тоа ни е бидејќи како почнавме се инвестира во нешто, но се надеваме дека и за брзо време ќе ја купиме таа дигитална миксета со хибрид, за да можеме да ги вклучуваме и нашите слушатели директно. Ќе направиме една емисија, едночасовна емисија, каде што сите слушатели кои што сакаат, кои што имат проблеми, може да се јават, ќе одат во етер и тоа ни е планот за воиднина и секако младите луѓе се тука да ја прават вечерната програма, ноќната програма, промоциите на музичките имења, на уметниците, ќе кажам дека навистина Куманово ни е над 100.000 жители, имаме и соседни општини имаме тука, сите се добре дојдени кај нас. Так. Значи немаме тука ниту роднински, ниту пријателски врски. Секој што ќе дојде во Радио Бум, нам ни е драг, нам ни е член од семејството, нам ни е член од програмата, од животот. Так. Би можеле да ни најавите како Куманово ќе го прослави утрешниот ден? Да, со свечена седница. Вечерва ќе има концерт на Милиграм. Ќе кажеме една голема благодарност до општина Куманово, бидејќи навистина јас го обожавам бендот на Милиграм и сум многу среќна, се надевам дека ќе го добијам и правото да ги снимам, доколку дозволат, се уште сме во преговори со Милиграм дали ќе дозволат да ги снимаме. И утре ќе има свечена седница на која што ќе бидат и доделени и ноемвриските награди. Така. Тоа би било се за денешното издание на Нов ден. Сузе, ти благодарам многу што одвои дел од твоето драгоцено време и што прифати да ни бидеш гостинка. Се надевам дека сите овие се уште не реализирани во идеи во иднина ќе бидат реализација и дека повторно ќе се видиме. Јас ви благодарам уште еднаш што не поканивте, ви благодарам многу. За крај сакам да го поздравам и моето семејство, сакам да ги поздравам и моите дечиња, бидејќи и
тие се тука и тие се секогаш со мене и ќе кажам дека најголеми жртви во позитивна смисла ќе кажам се токму тие, бидејќи за да работи Радио Бум тука има многу часови работа, многу ноќи непроспиени, но ете јас пак ќе кажам, нели, и уште еден апел до сите мои колеги, до сите наши колеги, работете, никогаш немојте да се жалите во работата, секоја работа еден ден ќе резултира со успех. Така, да се надеваме дека ќе биде така. Вие, драги гледачи, останете со програмата на К3 телевизија, имајте убав ден и добро расположение.